Со звукот на училишното звонче стартуваше новата учебна 2017-2018 година. Во училишните клупи денеска седнаа повеќе од 20.437 првачиња во земјата. Од нив наставата на македонски јазик ја следат 13.218 првачиња, на албански јазик 6.419, на турски 738, на српски 16 ученици и 46 на босански јазик. Во општина Битола учебната година започна за 919 првачиња. Градоначалникот Владимир Талевски денеска го посети основното училиште Елпида Караманди, од каде на сите првачиња им посака успешна година. Денеска имав едно многу пријатно задоволство. Бев на прозивката која што беше сега за малите првачиња во основното училиште Елпида Караманди и навистина се израдував затоа што толку среќа и радост на едно место одамна не сум почувствувал. Имаше прекрасни малечки лица кои што со насмевки, дотерани, со убави фризури, го слушна своето име и секој се нареди таму каде што е неговата учителка. Им посакувам многу среќа и многу успех со надеж дека 2017-2018 година ќе биде многу убава и успешна за сите, и за учениците, и за родителите, и за наставниците. Мислам дека Битола има одлични услови и ќе се потрудиме максимално и понатаму за непречен развој на образованието во нашата општина. Во општина Битола денеска во училишните клупи за прв пат седнаа 919 првачиња, 7340 основци од прво до 9 оделение и околу 4000 средношколци за кои денеска започна учебната година. И ова 2017-2018 во општина Битола стартува со над 1000 првачиња. До денес, од податоците што ги имавме од основните училишта кои ги испраќа после уписите, 919 се запишани, но уписот се уште трае, бидејќи не е завршен, а по списокот што го добивме од Министерството за внатрешни работи, на списокот се 1114 првачиња за ова учебна година. Од различни причини сите не успеваат да се запишат до 1 септември или како што е почетокот овај на 4 септември. Денес е голем ден не само за првачињата, туку и за нас како училиште, рече директорката на основното училиште Елпида Караманди, каде годинава има запишано 80 првачиња. Денес ги примивме првачињата, со една мала пригодна представа која што ја одржаа поголемите ученици. Првачињата беа воодушевени, беа изненадени, возбудливи. Се надевам дека од утре ќе си продолжиме со редовна настава и ќе се вклопат во нашето училиште. Подготвени сме за настава со обновени простори и со нова спортска сала која што ја направивме во текот на летниот период. Учебната година денеска започна за околу 270.000 ученици. Министерството за образование и наука соопшти дека во средните училишта запишани се 17.364 ученици во прва година. Наставата се одвива во вкупно 362 основни и 108 средни училишта.